Добро вечер, Гевгелија. Добро вечер, почитувани граѓани на Гевгелија. Денес политичката партија Демократи повеќе шести пат организира протест против астрономското покачување од 78% на функционерите и од власти и од опозицијата. Протестираме против срамната одлука на Уставниот суд кој што ја донесе пред 2 месеци. Ние сме единствената политичка партија во Македонија која што протестира против оваа одлука. Треба да ви биде јасно зашто е тоа така, бидејќи на сите моментално 120 партијници во собранието, на сите функционери од СДСМ, на сите градоначалници од ДПМН им одговара ова покачување. Ние сме многу гневни на оваа одлука и затоа решивме да правиме протести низ цела Македонија, почнувајќи од Скопје, правевме во Битола, во Прилеп, Кавадарци, сега е овде во Гевгелија, правевме во други градови и тоа ќе продолжи со тенденција да се направат протести во сите градови низ нашата држава со цел да подигнеме свеста и моралот на граѓаните, да застанеме против оваа одлука, ова срамна одлука на Уставниот суд. Денес имаме неколку говорници, представници од политичката партија Демократи, кои што сакаат тука од присутни би замолил да не се вмешува безпотребно со коментари. Ако има нешто да каже, може тука да дојде да побара на одговорница да каже. На кратко би сакал само јас да кажам, бидејќи доста веќе од претходните соговорници кажаа многу работи и не сакам да се повторуваме, бидејќи знам дека на вас граѓаните ви е доста од многу зборување. 32 години се ветувани брда и долини и мене ми е јасно дека секој човек колку и да е психички стабилен и се може да се доведе состојба на апатија и нормално е сега голем дел од граѓаните гледаат и викаат дека вие ќе бидете исти како нив. Па ќе ви кажам само со една реченица: ако сакавме да бидеме исти како нив, ќе бевме со нив, немаше да формираме политичка партија од честни граѓани, од различни профили. Да сакавме да бидеме со нив, до сега ќе бевме многу пати во коалиција, многу луѓе од нашата партија ќе стане и советници, па и пратеници, па и градоначалници. Меѓутоа ние не го сакаме тоа, не сакаме да бидеме заложници на овие бандити, на СДСМ, ДПМН и ДУИ. И сметавме и се уште сметаме дека единствениот начин е само борбата против овие криминални структури кои што 30 години уништуваат нашата држава и затоа ја повикувам сите да се освестите и да помогнете во овој процес. Јас ве разбирам дека вие мора да стоите на страна, бидејќи постои одредена страв во вас. Не знам дали од властот некој да ја каже дека сте биле на протест или не. Сакам да ве охрабрам дека никој ништо не ви смее. Протест е нешто што е најдемократско во секој општество. Нема потреба од ништо да се плашите. Особено оваква ситуација кај што се покачува 78% астрономско покачување на платите на функционерите. Да беше во Франција случеше 3%, па знаете што ви случило таму и што се случува. Се појави жолти телеци таму, а овдека на 78% никој ништо и сите гледам дека преtežно се стои зад тастатурата, зад мониторите и лаптопите и се коментира само колку тоа не е лошо, меѓутоа никој не сака да заземе чекор. Дел ги разбирам, бидејќи нели имаат страв во себе си, дел некои едноставно се толку апатични што не ги интересира ништо или сака да се иселат едноставно, а другата половина тие што се определени веќе да СДСМ и ДПМН и ДУИ, веќе нив ги разбирам, бидејќи тие имаат и корист нели од овие структури до сега, врзани се за ланче како ние што вериме ловџиски кучиња и така ќе ги држат до крајот на животот. Меѓутоа мене ме охрабрува тоа што веќе над 50% од граѓаните на Македонија не сакаат да гласаат за ниедна од овие понудени партии до сега, ниту за СДСМ, ниту за ДПМН, ниту за ДУИ, и тоа ни укажува дека ние може да направиме промени конечно во нашата држава, а ако може словенците да направат промени и 3 месеци пред избори да формираат лани трета партија да победи, тогаш можеме и ние. Ако може една Црна Гора, колку што е 600.000 колку едно Скопје,
да го смени Мило Џукановиќ после 32 години, па јас сметам дека и овде во Македонија може да го направиме тоа и да представиме веќе заложници на овие криминални бандити, бидејќи не само како што кажа Ѓорѓе, тие ни се подсмеваат, дури и премногу не омаловажуваат, не сметаат за некои експериментални глувчиња, едноставно ја третираат како идиоти и затоа ги повикувам граѓаните да се освестат и кој ќе има избори да гласат за нас, за нашата политичка опција. Бидете свесни, излезете на избори и само така може да им го зададеме ударот. Ако седите дома, тогаш ќе излезат само нивните полтрони и тогаш ќе се случува истото што се случува до сега. Затоа повикувам на следни кои било избори да има масовна излезеност и само на тој начин може да се спасиме од овие и да се отарасиме од овие бандити кои што не уништуваат секојдневно. Едно ќе ви кажам, во нашата политичка партија нема членски книжки, не сакаме тоа да го правиме, сметаме дека тоа е една пракса, како што кажав претходно, да се држат на ланче граѓаните. Знаеме како функционираат вработувањата во нашето општество, дали било во здравството, дали било во полицијата, дали било во јавното обвинителство. Гледате, нели, како што кажа Ѓорѓи, со недозавршен факултет, он веќе е јавен обвинител, судија, затоа што бил синот на Талат Џафери. И не знам како можете да ќутите искрено на се ова, ја лично не можам, затоа одеме по сите градови, одиме и секаде сум присутен и сакам да го искажам тоа незадоволство. И уште еднаш ќе повикам, бидете храбри, сакајте си ја вашата држава, државата наша, ние ја градиме, не ни ја гради никој друг од страна, другите од страна може само да ни ветуваат се и се нешто, меѓутоа сметам дека ние сме тие кои што треба да си оградиме нашето општество тука, да живееме заедно без разлика на етничката и на верската припадност. И како за крај би порачал, доста е, не доста, него премногу е, и ве повикувам сите граѓани да ни се придружите на нашата политичка партија Демократи, заедно да направиме некои промени. Не гледаме дали е некој сладкар, дали е професор, дали е некој во друга област, во друга сфера, дали е занеджија, само бараме да е честен, да има животно и работно искуство позади себе и заедно нешто да направиме добро за нашата држава, бидејќи ова досега е жива катастрофа и мислам дека е повеќе неиздржливо. Благодарам.